Иако одлучно се спротистави да се приклучи на санкциите кои Западот ги воведува за Русија и незините сојузници, по се изгледа, земјата видела деловна можност во војната во Украина. Голем арсенал српско оружје завршил на линијата на фронтот како помош за Киев. Србија за 2 години од продажба на амуниција заработила 800 милиони евра, пресмета британскиот весник Financial Times. Под наслов Србија гледа низ прсти тоа што нејзина амуниција завршува во Украина. Објави анализа според која оружјето од оваа земја преку трети земји завршува во рацете на украинците. Земјата изминатиот период ја зголемила продажбата на Западот, а со тоа индиректно помогнала во затврстување на украинската одбрана. Српскиот претседател Александар Вучиќ не ги негира ваквите наводи, напротив, потврдил дека информациите се главно точни, додавајќи дека се работи за заработка остварена во период од 2 или 3 години. Вучиќ додава дека земјата не може да извезува во Украина или Русија, но дека има многу договори со американците, шпанците, чесите и други земји. Она што тие го прават со тоа во крајна линија е нивна работа. Србија има златна можност, бидејќи нејзиното оружје е поевтино отколку на Запад и обемот на вкупниот извоз на амуниција во наредниот период може и да се зголеми. Србија има пријатели и во Киев и во Москва, и тие се браќа на словените. Српскиот претседател вели и дека не знае каде одат извезените гранати и дека тоа не е негова работа. Според него, важно е да обезбеди Србија со својата амуниција да работи легално и оваа амуниција да се продава. Според дипломати и аналитичари, учеството на Србија во извозот на амуниција во Украина е поприлично прикриен процес, при што официјални податоци не можат да се најдат. Институтот за светска економија во Киел, кој ја следи поддршката за Украина, не ги следел директно активностите на Србија и не наишол на систематски докази за придонесот на Белград. Европа и Соединетите Американски држави со години работат на оддалечување на Вучиќ од Путин, истакнал за Financial Times западен дипломат, додавајќи дека клучен играч за тоа е американскиот амбасадор Кристофер Хил, кој пристигна во Белград 1 месец по почетокот на руската инвазија. Весникот подсетува дека Вучиќ се спротиставил на притисокот на Западот да усвои режим на санкции против Русија и дека дозволил продолжување на руските летови за Русија, иако изјавува дека се залага за тоа Србија да стане членка на Европската Унија.